да речеме, некои десетина години веќе се бавам со образовни политики и политики за млади. Во најголем дел мојата експертиза се бави со образовните политики во високото образование, па да речеме би се задржал најмногу околу тоа. Мојата докторска студија баш во оваа област и се занимава со состојбите во високо образование кај нас, со посебен осврт на кариерните можности на помладиот академски кадар, значи условите за работа кај нив. Верувам дека нема ве изненади тоа дека состојбите се далеку од поволни. За тоа постојат повеќе причини. Сега би се фокусирал на две главни според мене. Едно е секако начинот на кој државата пристапува кон реформите во високото образование. Сме биле сведоци во последниве години и декади дека се правеле стихини промени без премногу да се размисли кон што тие доведуваат и секако тука може да се види едниот од основните проблеми. Со последната власт има некакви промени со тоа што, да речеме, таквиот начин на стихини промени се редуцирани. Тука има одредена промена, но она што се уште недостасува е храброста во политиките. Значи тоа не го гледаме. Да речеме, јас доколку би требало да советувам некого од Министерството за образование, една од првите работи која би ја кажала дека треба нужно да се редуцира бројот на високообразовни институции кај нас. За земја од помалку од 2 милиони жители да имате 20 универзитети е незамисливо. Значи во земите, дури во развиените земји, да речеме во Финска сега има процес на спојување на универзитетите, токму од тие причини, процес на mergers, како што они го нарекуваат. И тоа ми дава за право да се прашам од каде пак ние ги имаме тие ресурси, да имаме толкав комодитет, да имаме 20 универзитети, во Финска и во останатите Ирска, во Словенија дури се размислуваат за редуцирање. И тој процес е возможен, но политичките елити се плашат од нешто тако, бидејќи тоа ќе изнуди реакција од академската заедница. Тоа би било некаков прв проблем со кој сметам дека се соочува како систем високото образование. Од друга страна, друг кривец, ако може така да се нарече, се и самите универзитети. Мислам дека тие често под превезот на автономија не се спремни отворено да дискутираат за нивната вина во однос на состојбите во високото образование. Секогаш вината се префрла на државата, што сметам дека е апсолутно неточно. Можам тоа и преку конкретни примери да го аргументирам. Во колкав број случаи самите универзитети не покажале никакви развојни иницијативи или пак некакви идеја за подобрување на состојбите. Да речеме, еве ако го земеме студентското организирање, знаеме дека со години тоа беше под превес на политиката, тие беа, да речеме, некакви привезоци на политичките партии. Не може никој да му убеди дека самите универзитети не можеа тука да делуваат проактивно и да спречат во самите нивни институции да обезбедат некакво демократско уредување во кое студентите би имале вистински глас. Сега со новиот закон има поместување во таа област, но повторно останува тоа дека со декади скоро и да не слушнавме универзитетски професор или некој од универзитетите да каже нешто повеќе околу тоа. И некако доаѓа до еден степен апсурдно да зборите вие како универзитетски професор дека општеството му е потребна слобода, повеќе автономија, а во самиот ваш дом вие тие принципи за кои се залагате во јавноста не ги почитувате. Да речем, има и други примери во однос на, еве ако се сеќавате, пред неколку години активистката Ирена Цветковиќ излезе со критика кон неколку своји колеги во однос на проблематични аспекти од учебниците на кои тие работеле. Реакцијата на незината институција беше да се солидаризира по непринципијална основа со своите колеги, беше спречен незиниот напредок во академската кариера. Тоа и преку разговор со оние кои јас ги интервјуирав за мојата теза од помладиот академски кадар, постои некаков страв да се зборува отворено, а пак повторуваме се работи за академска средина каде што критичкото размислување е едно од основните принципи која треба да се негува, така што секако и тоа е огромен проблем според мене. Постои голема конзервативност кај самите универзитети. Го гледаме тој последно во однос на тоа што се случи на филозофскиот факултет, каде што група на студенти од ЛГБТ заедницата им беше забрането да основаат своја заедница тамо.
во било која нормална средина во Европа, па дури во други земји од светот, таквиот чин во сам старт од менаџментот на универзитетот или на факултетот ќе беше осуден. Тие представници кои донеле таква одлука веќе немаа да бидат на тие позиции каде што се, значи, изостанува реакцијата од самата институција која ќе покаже кога они се отворени кон самата заедница. Така што да сублимирам, постојат два проблеми. Да, едно е како државата се однесува кон образованието и во однос на степенот на финансирање или во однос на степенот на финансирање на науката, но исто така и самите институции некако како да го поддржуваат тоа статус кој, да не пробуваат ниту да покажат повеќе расположеност за нови идеи, да се приклучат на некаков начин на светските текови. Кога зборам за приклучок, не зборам за приклучок на тоа што денеска го прави Харвард или Йейл или големите универзитети во Кина, Русија, ако сакате, каде што се прават сериозни обиди да се приклучат кон особено американските универзитети, туку зборам за некои основни параметри кои таму биле актуелни пред 2 или 3 декади. Ни уште немаме, да речеме, агенција за квалитет во високото образование, нешто што во Германија било тема на разговор во 70-тите, во Финска во 90-тите. И сега, при такви околности, вие уште не говорите за квалитет во образованието, да очекувате кога ќе имате некакви резултати е да, нереално. Па вака и прво околу ова со иселувањето. Малку ми е проблематично мене што е единствен начин, да речеме, да се говори во јавноста за младите, обично само преку таа призма на иселување, секако важно е, но дури и тогаш, кога се зборува за иселувањето, не се зборува за причините, повторно политиката е таа која плава, колкав е бројот на млади, дали е зголемен или намален, а повторно немаме активна дискусија за кои се причините за тоа. Во однос на ова, новата влада, условно кажано, има кај нив некако расположение или фокус за да се интервенира во младинската област. Постоеше младинската гаранција за која не можам да кажам искрено колку е успешна или не. Некои други проекти, да речем законот за млади, сега знаме во собранието кој треба да се изгласа. Агенцијата за млади спорт прави некакви обиди, какви такви за подобрување на ситуацијата, но мислам дека сите тие се апсолутно недоволни, дека ни еден млад човек што е надвор од државата заминат нема да погледне и да се врати поради законот за млади или младинската гаранција. Напротив, треба многу повеќе за да се мотивира, или пак обратно, тие што се тука, таквите политики тешко дека ќе намалат нивната одлучност да си заминат. Има, нели, фокус, можеби главниот фокус е, нели, на зголемување на платите на сегашната влада. Тоа е еден од начините да се задржат младите, но ако ги погледнете студиите за иселување, тие ќе ви покажат дека постојат и ред други фактори кои се важни за еден млад човек. Еве би тргнал јас лично од себе кога размислувам дали повторно да се вратам во странство, никогаш не ми е платата основниот параметар кој во размислувањето. Дури би кажал искрено дека тука некогаш можностите за повисока плата ми се поголеми отколку во останатите земји, бидејќи веќе се чувствува недостаток на експертиза, на кадар, но она што мене ме тера да размислувам за повторно враќање се други аспекти. Фактот дека живеам во еден од најзагадените градови во Европа и во светот, фактот дека здравството ни е во очајна кондиција, фактот дека и обкружувањето нема, во обкружувањето имате луѓе кои имаат ксенофобни ставови, кои мразат цели заедници врз база на етничка основа, на народова основа и што се не, така или културната понуда која ја нуди градот, образованието. Тие се мене работите што ме тераат или да размислувам да се одселам повторно. Тоа мислам дека во однос на последно што треба да се направи, треба да се подобри општествената клима. Значи не е доволно да се работи на некакви посебни политики, треба младите да ја вратат до вербата дека вистински општество може да се промени на подобро. Таков некаков моментум имаше пред некоја година,
Мислам дека е и последното истражување на кое јас работев во однос на социополитичко учество на младите, кое беше спроведено на репрезентативен примерок на млади од 15 до 35 години. Едно од насловот на самото истражување беше разочараност, оптимизам или апатија. Во однос на разочараноста, мојот став е дека не е толку проблемот дека младите се апатични сами по себе, дека таа апатичност се израз на нивната разочараност. Ако ги прашате еден мал дел, за жал, вистина е дека многу мал дел од младите се активни во општеството, бидејќи никогаш не се ни поттикнати во образовниот процес и од своите семејства да бидат активни во општеството. Не знаат што значи младинскиот активизам, но тоа е исто така и одраз на разочараноста. Тие млади што прават нешто, се помалку се решаваат да бидат активни, бидејќи не го гледаат ауткомот од нивниот активизам. И кога правевме и фокус групи, тие млади луѓе кои нешто превземале, во најчест случај не го решиле својот проблем или она за што се обратиле на институциите. Тие ви кажуваат или не сме сватени сериозно институциите, не подценуваат или е тешко да се дојде до нив, да се разговара и кога се разговара, се единствен начин, велат младите, како да си го решиме проблемот е да ескалира ситуацијата. Значи, вие како индивидуа е многу тешко да бидете сватени сериозно. Треба тоа да биде дел од некој јавен дискурс, да се изврши притисок поголем за тогаш некој да размисли околу вашиот проблем.